Престојот на иселениците на работа во странство во родните места е една од шансите на домашните бизнисмени за преживување во се потешките услови за стопанисување. На зголемен промет од популарните печалбари се надеваат трговците од сите сфери: градежништвото, белата техника, мебелот, како и прехранбената индустрија и угостителството. Иако е помалку невообичаено, на нивните пари чекаат и одгледувачите на ситен и крупен добиток, бидејќи, како што велат земјоделците, овдес нема купувачи. Земјоделецот од Горни Подлог, Арсо Филчо, вели дека поради поценувачките цени се уште дома ги чува пченицата и јачменот. Али ништо фајда од таа земја, те така ми стоја ечемено, муморуската. За земјоделец уопште нема живот никаков. Ево, оризо сега оти го однема, земаа го оризо џабе, се однема, слушам качиле цената. И што ќе кача цената? Па негде околу 55 динара било сега, али на нас ја земаа, па нема ориз, земаа го џабе оризо. По 28 динара го земаа. Бело ориз, а сега 55. И што сега кога нема од кај да го најдеме да го даеме за 55? Оризо да не е испод 55 никогаш. Арпата да не е испод 25 за земјоделието го тоа збореме, никогаш не треба да биде подоле. Оти види какви се трошковите сега. Трошковите се сега превише големи и не може да излезе земјоделецот никогаш на крај. Меѓутоа, до неопходните пари за преживување дошло од продажбата на товени свињи, за кои долго чекал купувачи, се додека не се појавиле печалбарите и му ги откупиле. Среќа што дојдоа од Италија, тие наши иселеници, па 3 години ми земаа комшија еден до друг са. Тоа додека ги земаа, јас трчав по нив да ги молам за да може да земат. Од иланска година се земале од мене и сега земат. Поради исклучително слабиот промет со прасиња и свињи, се поголем број одгледувачи креваат раце, бидејќи станува неисплатливо и несигурно. Само тие што имаат сопствено производство на храна можат како така да опстанат, ама за некој развој не станува збор.